Нашата клиника беше хоспитализирана млада пациентка која што на 21 март се вакцинирала во Република Србија за COVID-19 со вакцината за AstraZeneca. Недела дена после тоа пациентката почувствувала главоболки кои што биле неспецифични, еднострани, во неколку наврати изгубила свест и потоа приметила оток на очниот капак од едната страна на лицето. Пациентката по направените невролошки испитувања и крвни анализи беше упатена на нашата клиника, бидејќи имаше многу ниски вредности на тромбоцити. Тоа се клетки од крвта кои што имаат улога во згрчување на крвта, а истовремено имаше и изразена невролошка симптоматологија. Сега навистина една контрадикторна ситуација. Мал број на тромбоцити кои што се одговорни за згручување, а во исто време манифестација на можно згручување. Точно, имаше на некој начин парадоксална состојба, меѓутоа не непозната во медицината. Бидејќи не е само оваа состојба која сега ја поврзуваат, наоѓаат дека постои можеби врска со вакцината, се манифестира на овој начин. Туку постојат и други состојби во современата медицина, кога среќаваме пациенти со тромби и со ниски вредности на тромбоцити. Меѓутоа, пред неколку дена научниот свет се возбуди и се опиша еден нов синдром кој што го поврзаа со вакцината за COVID-19 на AstraZeneca и кој што го нарекоа ќе се обидам да го преведам на македонски и некако да го симплифицирам за да можеме да го разбереме, од вакцина индуцирана имуна тромботична тромбоцитопенија. Всушност тоа значи состојба која се јавува од 4 до 21 ден по вакцинацијата со COVID-19 на AstraZeneca, кога кај пациентите се појавуваат тромби и доаѓа до намалување екстремно на бројот на тромбоцити. Оваа состојба... Пред да ве прашам, дали таа може да се открие претходно со некакви анализи, истражувања, само кажете ми, сега пациентката во каква состојба е? Пациентката е добра. Значи, на пациентката и беше спроведен алгоритамот врз основа на последните светски препораки за овој така наречен нов синдром, кој се уште не е докажана каузалната поврзаност со вакцинацијата за COVID-19 на AstraZeneca и согласно на препораките беше даден адекватен третман. Да, дали се повлече тој оток? Кај пациентката е комплетно повлечена невролошката симптоматологија, пополека почнаа и да растат вредностите на тромбоцитите, меѓутоа се уште е задржана под медицинска обсервација на нашата